Денеска православната црква ги празнува светиот Лав епископ Катански и светиот свештеномаченик Садок. Светиот Лав епископ Катански. Под вулканската планина Етна во градот Катанија, светиот Лав бил добар пастир и милосрден наставник на луѓето. Голема грижа имал кон болните и кон сираците. И ревноста негова за верата била исто онака голема како и милосрдието негово кон неволните. Во тој град се појавил некој магесник Илиодор, кој го залажувал народот со разни фантазии и мошно ја развратувал младината. Еднаш за време на Божјата служба влегол во храмот Божи и ги почнал своите залажувања. Свети Лав пристапил кон него, го врзал со едниот крај на омофорот и го одвел на градскиот плоштад. Таму наредил да се запали голем оган. Кога огнот се разгорел, тој застанал во средината на огнот и го вовлекол во него и Илиодора. Илиодор целиот изгорел, а светиот Лав останал жив и недопрен. Од тоа се посрамиле сите оние што биле заблудени од Илиодор и кои гледале во него некое божество. А милосрдниот и ревносниот Лав се прочул по целото царство како голем чудотворец, кој со своите светли чуда им помагал на луѓето. Кога го завршил својот животен тек, се преселил со душата при Господа, а од неговите мошти потекло исцелително миро. Завршил во 7. век. Елици во Христа крестисте ся во Христа облекосте ся. Te
Светиот свештеномаченик Садок. Бил епископ во Персија по светиот Симеон. Еднаш насон му се јавил светиот Симеон и му рекол: "Вчера јас, денес ти." Овие зборови Садок ги протолкувал на патствата и кажал дека значат: "Лани јас пострадав, оваа година ти ќе пострадаш." И на вистина, таа година го фатил царот Сапор со многумина од клирот и народот и го извел на суд. Прво им наредил да му се поклонат на огнот и на сонцето како на божества. Светиот Садок одговорил: "Ние сме готови усрдно да умреме за нашиот Бог, но на сонцето и на огнот нема да им се поклониме." Потоа биле мачени и осудени на сечење со меч. Преди секувањето, светиот Садок му воздигнал молитва кон Бога: "Измине Господи во крвта наша од гревовите наши." И славно и ги предале Садок со своите свештеници и верните телата на смртта, а душите на Бога бесмртниот. Пострадале во 342 или во 344 година. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански.